таа документација е голем дел од таа документација, вклучително и посочените барања за поведување прекршочни постапки, се докази кои што се прочитаа со цел да се изведат и се во насока на докажување на она што е наведено во обвинението, дека сепак имало голем број на нарушување на јавен ред и мир. Голем дел се од материјалните докази кои што се однесуваат и на сообраќајните решенија, така што тие факти на некој начин не биле сериозно земени и сепак била давана согласност која што овозможувала добивање на лиценца и непречено работење на правниот субјект. Дел од доказите се и одговори од банките и од Управата за јавни приходи, токму во насока и на подкрепа на еден дел од наводите во обвинението во поглед на можноста на тој начин да се овозможи и понатамошно работење на правниот субјект, остварување на имотна корист, како за правниот субјект, така и за лицето Дејан Јованов. Мојот клиент конкретно, инспектор, значи самостоен инспектор, да изврши проверки дали во дискотеката за претходната година имало нарушување на јавен ред и мир. Немало нарушување. Или ако имало нарушување, имало едно. Ако е едно, тоа не значи дека е основ за неиздавање дозвола. Не значи, бидејќи нема подзаконски акти и законски акти кои ограничуваат дали со 5 прекршочни пријави, дали со една или повеќе, не смете да му издадете дозвола или смете да му издадете. Мојот клиент лично 2022 година, 3 месец, веќе напушта полицијата, оди во пензија. Пред оди во пензија, по основ на ваквите претходни проверки, инициирал лично тој постапка во МВР да повисоки старешини изготват подзаконски акт за тоа што треба да исполнува услов дискотека, не само ова за сите, што не. Таков одговор додека тој бил на работа не е добиено. И сега дознаме и од другите обвинети дека денеска немат подзаконски акти за уредување на оваа област. Дали тоа некому годи да биде така или не, не знаеме.